Дами и господа пратеници, ја отворам 73-та седница на Собранието на Република Македонија. На седницата се поканети председателот на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов, председател на владата на Република Македонија господин Никола Груевски, заменици на председател на владата на Република Македонија, министрите во владата на Република Македонија, шефовите на странските дипломатско-конзуларни мисии акредитирани во Република Македонија и други гости. Дозволете ми од моје и ваше име да ги поздравам присутните гости. Имам особена чест и задоволство од името на Собранието на Република Македонија и своје лично име да ја поздравам меѓу нас баронесата Де Соуза, лорд спикер на Горниот дом на парламентот на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска. Почитувана баронеса Де Соуза, лорд спикер на Горниот дом на парламентот на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, ве повикувам да му се обратите на Собранието на Република Македонија. Thank you, Mr. Speaker. Ви благодарам, почитувам председателя. Nasite. It is a... Навистина е чест и задоволство да сум поканета од председателот Велјановски да ја посетам Република Македонија за прв пат. Во текот на мојата посета се надевам не само да бидам дел од плодна размена на искуства и погледи во парламентарниот живот на двете земји, туку и да видам нешто од вашата прекрасна земја. Иако мојата улога како лорд спикер бара од мене да стојам настрана од партиските политики, може да забележам дека Обединетото кралство на вистина долго време беше поддржувач на македонските амбиции да се приклучи на НАТО и на Европската унија. Поддршка која што беше конзистентна од страна на владите кои што беа формирани од различни политички партии. Од тука лордот на Велика Британија и неговата Комисија за европски прашања неодамна објави извештај за политиката на владата на Обединетото кралство за проширување на Европската унија, што силно ја го поддржа членството на земјите од Западен Балкан да станат членови на Европската унија. Исто така може да кажам дека да ја нагласам улогата на Македонија во ИСАФ, која што високо се цени, и неодамна имав можност да се сретнам одблиску со македонските воени сили и да одблиску да видам што тие прават на теренот. Ја посетувам Македонија не само како представник на владата на Обединетото кралство или на било која политичка партија, туку едноставно посетувам како колега парламентарец. И од тука би сакала да го наведам следново. Парламентот е сршта на секое модерно општество. Тоа е институција која што ја работи тешката, меѓутоа на моменти и негламурозна работа, која што е неопходна да му се овозможи на модерното демократско општество да функционира преку надзор и оценување на владата и нејзините активности. Парламентите се разликуваат според форма, имаат различна историја, практики и процедури. Меѓутоа, постојат три заеднички карактеристики. Првата е да се бидат форуми на јавна политика, во одредени случаи да бидат форуми на народот, потоа да бидат извор на легислативен легитимитет, овозможувајќи и изменувајќи нацрт легислатива, меѓутоа и средство за надзор и проверка на активностите на извршната власт. Дополнително, еднодомните парламенти, како што е вашиот, но и дводомните парламенти кои што имаат главна комора, имаат и буџетска улога, поставувајќи буџет и даноци. Историјата покажа дека парламентите, и особено парламентите кои многу работат, се клучни за благосостојбата на народот. Без форуми за дебата, без процес на легитимизирање на законите, без оправдување, без владата да се оправда за своите јавни политики во јавноста, постои опасност дека граѓанското општество ќе биде ограничено, правата и слободите ќе бидат поневажни, а независноста на системот за правда и владењето на правото ќе бидат компромисни. Со клучната позиција на парламентот значи дека пратениците без разлика како биле избрани имаат привилегија, меѓутоа и одговорност.
безбедносната улога на парламентот дава особено важна проверка на извршната власт во насока на осигурување на високи стандарди во процесот на изготвување на политики. Како дополнителна обврска што ја имаме е да ја држиме владата одговорна од тука да бидеме сигурни дека секоја институција е представена и на ефикасен начин, меѓутоа во исто време е испочитувана. Постојат многу разлики меѓу нашите парламенти, дел од нив се процедурални, други историски. Знам дека во Македонија се соочувате со многу прашања околу тоа како парламентот треба да функционира, какви процедури треба да постојат и каква точно балансирана моќ треба да има меѓу извршната и извршната власт. Нема сомнеш дека настаните од 24 декември 2012 година ќе ги покренат овие кои ги покрена овие прашања, се извинувам, ќе продолжат да влијаат на тоа како вашиот парламент ќе работи во наредните години. Во Домот на лордови навикнавме дека ваквите настани кои што се случуваат во минатото имаат директно влијание врз нашата работа денес. Уште, односно потеклото на Домот на лордови е од средновековието, од 1958 до 1958 година тоа беше наследувачко дело. Денес ова тело е тело во кое што неговите членови се назначени доживотно. Во минатите 100 години имаше навистина голема дебата за тоа дали вакво модерно општество, демократска земја треба да има вакво тело кое што не се избира. Ова прашање покрена безброј дебати во текот на овие години меѓу Домот на лордови и Представничкиот дом. Имаше сериозни судири меѓу двата дома, уставни кризи кои што беа надминани, резолуциите и актите од парламентот да го заштитат приматот на Представничкиот дом беа усвоени и постоја многу напори да се укине или да се реформира Домот на лордови. Сепак останавме едно тело кое што се уште не се избира, туку каде што членовите се назначени. Легислативата која што беше повлечена минатата година беше јасно дека всушност Представничкиот дом нема да ја поддржи. Сите ние влијаевме директно во работата на нашите институции во однос на нашата улога во парламентарниот систем и како ние ги гледаме врските со Представничкиот дом. Во минативе години останавме верни на нашите задачи кои што ги работевме минатата година во минатив период кои што веќе ги споменав. Тоа се дебатирање на политика, се извинувам, надгледување на активностите на владата и извршување на овие функции на отворен и транспарентен начин, без разлика на нашите партиски разлики. Знам дека Македонија се соочува со многу предизвици во идниве години, парламентарни реформи, преговори за пристапување во Европската унија и можното постигнување на членството во НАТО, но силно е посветена на парламентарната работа. И јас сум уверена дека сите овие предизвици ќе бидат исполнети и надминати. Моите обврски во Домот на лордови значи дека јас не патувам многу често како што патуваат пратениците, меѓутоа јас сум секогаш среќна да се сретнам со мои колеги парламентарци. Ние навистина сме вклучени во сите задачи на ист начин, но не преку наместо преку разлики. Сите сме вклучени во овие задачи и историски и процедурално. Навистина сум во очекување на сите средби кои што ми се закажани во овие неколку дена и учење на повеќе за вашата земја. Почитувам председателя, почитувани пратеници, ви благодарам за честа да ви се обратам денес. Ви благодарам. Союза, лорд спикер на Горниот дом на парламентот на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, ви благодарам за вашето обраќање. Констатирам дека 73-та седница на Собранието на Република Македонија завршена. Ви благодарам.